За Универзитетот отворено. Почитувани слушатели, ве поздравувам од студиото на Универзитетското радио УКЛО-ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. И веќе добро знаете, во оваа емисија, во овој период од годината ги представуваме единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во рамките на кампањата за запишување нови студенти во новата академска 2023-2024 година. Па еве денеска го представуваме правниот факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола. Наша денешна гостинка, деканката на факултетот, професор доктор Светлана Велјановска. Ќе ве поздравам и ќе ви посакам добре дојде во студиото на УКЛО-ФМ Битола. Благодарам, срдечен поздрав и од мене до сите наши денешни слушатели. Верувам дека ќе кажеме некои информации за правниот факултет кои што во наредните академски години ќе привлечат голема бројка студенти од средношколската популација. Правниот факултет сместен со седиште нели во Кичево, дисперзирани студии во Битола, но исто така и во Струга. И еве да кажеме малку повеќе за него, за историјата, за она што сега се случува и плановите за понатаму. Секако. Значи, правниот факултет Кичево, како што споменавте, со дисперзирани студии во Битола и Струга, постои од не така далечната 2008 година. Меѓутоа, би сакала да потенцирам дека на Битолскиот универзитет правниот факултет постоеше и во време на поранешна СФРЈ, меѓутоа од X причини беше затворен и всушност ова е на некој начин и возобновување или повторно функционирање на правниот факултет во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски. Што значи правниот факултет, односно кои се потенцијалите, кои се можностите на правниот факултет? Најпрво би сакала да дадам еден вовед за тоа што всушност представува правото. Кога се избира да се студира право, тогаш сите оние кои што ќе студираат на нашиот факултет треба да се свесни дека избираат доживотно учење. Постојаното образование, постојаното следење на новостите, на законите, до едукацијата и во делот на препознавање на она што е корисно за извршување на правната професија, но и она што значи редовни законски измени кои што се потребни за да може да се биде успешен правник, е она што треба да го знаат сите наши потенцијални студенти и оние кои што нормално сега студираат на нашиот правен факултет. Се тоа нормално е можно доколку се присуствува и доколку се следат препораките на нашите професори и соработниците кои што ги држат предавањата на правниот факултет, но и се разбира поддршката која што нашите професори и соработници им ја даваат на сите наши студенти. Правната професија е мощна широка професија. Значи, доколку станете дипломиран правник, вашиот прв работен ангажман може да биде во некоја работна организација, во приватна фирма, но доколку се решите да завршите правосуден испит, тогаш изборот е многу поширок. Може да се стане адвокат, може да се стане нотар, извршител, судија, може да се стане исто така со завршување на Академијата за судии и јавни обвинители, понатаму обвинителската служба, државниот правобранител, значи X други правни професии кои што може да се работат доколку се заврши правниот факултет и се следи она што го реков пред малку, ако се работи на принципот на постојано до едукација и постојано усовршување. За да се биде правник, треба да се заврши образованието, меѓутоа за да се биде успешен правник, тоа е веќе многу поголем труд, поголема мака, посериозен ангажман од страна на секој оној што сака да биде докажан во својата професија. Ние, како правен факултет Кичево, се трудиме и им овозможуваме на сите наши студенти, значи од страна на нашите професори, се трудиме тоа да им го вградиме во нивниот склоп на мисли и во склопот на она што би требало да го размислуваат нашите студенти и верувам дека кај голем дел од нив успеваме да го направиме тоа. Инаку, кога станува збор за правниот факултет, би сакала да споменам дека опфатот на студенти е мощно широк. Значи, кон нашите студии во Кичево, во Битола и во Струга гравитираат буквално студенти од сите градови во овој југозападен регион, започнувајќи од Кичево, Прилеп, Битола, Охрид, Струга, Ресен,
Гостивар, имаме од Дебар, имаме студенти Македонски Брод, Демир Хисар, Кручево, значи сите овие 10 градови кои што се во близина од прилика 50 на 60 на километри од некој од седиштата каде што екзистира нашиот факултет, имаме средношколци кои што се запишуваат редовно во секоја академска година и кои што најголем дел успеваат и завршуваат на правниот факултет. И самата кажевте уште на почеток дека правниот факултет си има своји традиции, правници во Битола постојано излегувале како квалитетен кадар и не ретко се знае да се рече дека Битола е и град на адвокати, град на правници, но сега еве со дисперзираните студии нели се зголемува и бројот на завршени правници во Кичево и во Струга како седишта, нели, но ги спомнавте и градовите од каде што доаѓаат останатите студенти. Токму така, значи бројката на наши студенти дипломирани на правниот факултет во овие градови кои што пред малку ги наброја веќе е голема. Во изминатите оваа година славиме 15 годишнина од формирањето на факултет и ако имаме во предвид дека првите 4 години, значи немавме се уште излезени дипломирани студенти, значи веќе 10 генерации се излезени од дипломирани студенти од правниот факултет. Имавме еден период кога беа 3 годишни нашите студии, меѓутоа генерално најголемиот период сме 4 годишни, значи вадиме дипломирани правници, не правници со 180 кредити. А тоа значи дека во судовите во овој регион, зборувам и за основните и за висшите судови, понатаму бројни адвокатски канцеларии веќе имаат и наши студенти, значи наши дипломирани студенти веќе си имаат отворено своји адвокатски канцеларии, вработени се и имаат отворено и нотарски канцеларии. Има наши колеги, значи студенти кои што работат во судовите како стручни соработници. Во моментов 20-тројца студенти од правниот факултет се веќе на Академијата за суди и јавни обвинители, дел од нив се веќе и при крај. Исто така и студенти кои што дипломирале на магистерските студии кај нас се веќе суди во некои од судовите, имаме и тука во Битола, има и во Прилеп, и во Кичево. Мислам дека имаме огромна бројка на наши студенти како алумни веќе, ако можам така да ги споменам, кои што ги имаме буквално во сите сектори во областа на правото, да не споменувам во работни организации, во каде што во приватни фирми каде што се вработени наши студенти. Кажавме неколку пати правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола и Струга, што самото по себе нели е на некој начин олеснување за студентите, за оние кои што сакаат нели да студираат право, зависно од местото на живење, но голема обврска во секој случај и може би предизвик плюс за вработените, за професорскиот кадар, имајќи предвид дека ги обслужуваат сите 3 места каде што има нели студенти, Кичево, Битола, повеќе патувања, може би напорно, но секогаш нели да се излезе во пресрет на сите. Да, се согласувам потполно со оваа констатација. Имено моментот кога се формираше правниот факултет во Кичево може би беше малку и дискутабилно за голем број на граѓани, затоа што порано факултетот бил со седиште во Битола, сега е со седиште во Кичево. Меѓутоа, тоа значи всушност и големо олеснување за студентите од аспект на тоа што ние професорите одиме во нивните градови. Значи, нашите професори, во моментов имаме 25 професори, значи на правниот факултет, екипирани сме што се вика во голема мерка и буквално истите професори ги држат предавањата и во Кичево, и во Битола, и во Струга, по предметите нормално кои што си им се по избор и на тој начин нашите студенти на правниот факултет во 3 градови добиваат подеднакво знаење, подеднакво се квалитетни, подеднаква едукација добиваат од нашиот наставен кадар. Тоа е многу олеснителен момент за студентите, а да го споменам и фактот што и цената на студирањето е, мислам дека е една од привлечните аспекти, ако може така да ги споменеме, бидејќи на дисперзираните студии запишувањето на една академска година е 100 евра проти вредност во денари, а во Кичево е 200 евра како матичен факултет. Значи, тоа е навистина едно големо олеснување со самото тоа што студентите, например, од Битола студираат во нивниот роден град, не плаќаат престој во студентски дом, се хранат во своите домови исто како средношколци. Сето тоа сигурно нема да го има доколку заминат надвор од матичното место на живење. Исто е олеснително и за студентите од Кичево и за студентите од Струшко-Охридскиот регион. Значи, факултетот е во Струга, меѓутоа голем дел од студентите се и од Охрид.
но и таму знаете каква е комуникацијата, буквално исто како при Лебитово, што е комуникацијата многу лесна, така и Охрид Струга комуникацијата е едноставна. Кон Кичево па гравитира студентите од Гостивар, од Македонски Брод, Демир Хисар бираат, некои одат кон Битола, некои одат кон Кичево, значи имаме можности кои што едноставно се многу олеснителни за нашите студенти и за тоа говори и бројката на отприлика 100-120 студенти на прв циклус студии кои што секоја година, последниве години, кога и онака се намалува бројот на студенти, но ние отприлика остануваме на истото ниво, значи не бележиме пат на бројката на студенти од тој аспект и верувам дека и квалитетот што го добиваат во знаењето студентите е заслужен за тоа што одбираат да се запишат на правниот факултет во некој од овие 3 града. Она што сигурно најповеќе ги интересира младите, тоа се студиските програми кои што правниот факултет на УКЛО ги нуди, но за нив по музичката пауза. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи си згази ме под себе, ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато, еден поглед меѓу трепки, ама длабок. Божев случајно забавено и филмски, само рака подај ми, тајно стисни. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, се стиснам, да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи се згази ме по себе, ништо не грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Тело ми оживува. Моето срце стапки ти
Еве повторно во студиото на Универзитетското радио УКЛ Битола ве подсетувам дека денеска заедно со нас во емисијата за Универзитетот отворено е професор доктор Светлана Велјановска, декан на Правниот факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и во Струга. Декан ќе рековме дека сега ќе проговориме малку повеќе за студиските програми кои што тука се нудат за прв, втори и трет циклус студии, а ќе започнеме со она што секако во овој период е најинтересно за младите, првиот циклус до дипломски студии. Да, првиот циклус до дипломски студии, еве и тука би сакала да истакнам дека имаме избор, дека не се само правните студии. Правниот факултет започна само со правни 4-годишни студии, но веќе 2 години имаме можност да запишуваме и на студиската програма Политички науки и дипломатија. Значи, таа е студиска програма која што е акредитирана и има добиено решение за работа, и тоа е еден од можностите кои што им се нудат на средношколците во овој регион. Понатаму на вториот циклус студии имам исто така голем избор. Вториот циклус студии се едногодишни студии. Зошто е тоа така? Затоа што нашите правни студии се 4-годишни, значи и политичките науки и дипломатија се исто така 4-годишни студии, што значи дека можноста за стекнување на 300 кредити може да се оствари со едногодишни студии на вториот циклус. Ги имаме насоките казнено право и криминологија, административно право и администрација, бизнис право, меѓународно право и меѓународни односи, човекови права и демократија. Значи, тоа се 5 насоки на втор циклус студии. Афинитети секој студент си има различни и токму од тие причини, а бидејќи имаме и кадар кој што може да ги покрие предметите кои што се предаваат на вториот циклус студии, успеавме, значи, да обезбедиме и акредитации и решени за работење на овие студиски програми, и тие во последниве неколку години, верувајте, скоро сите наши студенти што дипломираат се префрлаат веднаш на вториот циклус студии и продолжуваат со избор на некои од споменатите насоки. Сега еве ќе кажам еден податок дека најголем интерес има за бизнис правото и за казнено право и криминологија. Меѓутоа, тука не заостанува и новата насока човекови права и демократија, која што е доста атрактивна во последниве години. Административно право и администрација исто така е насока која што пак ја одбираат и вработени во државна администрација, на пример. И исто така меѓународно право и меѓународни односи е насока која што ја одбираат наши потенцијални докторанти, бидејќи и на третиот циклус пак имаме насока со истото име. Ајде за третиот циклус сега веќе да продолжам, значи со третиот циклус, и тука можам да се пофалам дека имаме 3 студиски програми кои што се, како што веќе ја споменав, првата е меѓународно право и меѓународна политика. Таа ни е најстара програма на докторските студии на правниот факултет, и тука веќе имаме излезено 2 докторанти, значи веќе имаме завршени на овие докторски студии на оваа насока, а во меѓувреме ги акредитиравме и казнено право и кривична правда и административно право и администрација. Значи, тоа се 3 циклуси на докторски студии кои што, верувајте, има многу интерес за нив и од домашни студенти, но и надвор од странски студенти. Во изминатиот период, последнава година само се запишаа 12 докторанти на сите овие 3 насоки. Најголем дел од Македонија, но имаме и од Турција, имаме и од Косово, имаме од Германија, значи има интереси надвор од Република Македонија. И сега, кога сме веќе кај докторските студии, сакам да споменам дека за да можат тие успешно да се реализираат, имаме и акредитирани ментори. Досега имаме 22 акредитирани ментори од нашите професори, кои што всушност се потенцијални ментори на кандидатите кои што ги следат докторските студии, и успеваме, значи, да го задоволиме за сега интересот на потенцијалните кандидати за докторски студии. По колку студенти може да водат акредитираните професори за трет циклус студии? Законски е 3 студенти на еден ментор, значи мора да го почитуваме законот за високо образование, значи дел од менторите веќе се потполно зафатени, но имаме се уште слободни места и верувам дека и за следната академска година интересот кој што постоеше во претходните години ќе биде со иста мерка задржани за наредниот период, со тоа што имаме поднесено барање за нови ментори. Знаете дека во согласно со законот за високо образование ментор може да биде вонреден и редовен професор, значи дел од доцентите кои што во меѓувреме станаа вонредни професори изразија желба да се вклучат во процесот на докторските студии и поднесовме барање до
одборот за акредитација на ментори, па веруваме дека ќе добиеме позитивни одговори во наредниот период и веќе од есен кога ќе бидат конкурсите, ќе бидат и тие вклучени во тој дел на селекција за ментори. Да, обично конкурсите за втори, трети циклус студии се некаде подоцна по завршувањето на уписите за прв циклус студии. Рековте за прв циклус студии 2 студиски програми кои што им се нудат на студентите, да им ги објасниме малку повеќе со неколку збора што добиваат на едната, што на другата. Секако. Правните студии, значи тоа се класични правни студии. Споменав, ние како факултет сме, ми се чини, единствено државните факултети во држава кои што има 4 годишни правни студии. Сите други, значи и Скопскиот, и Штипскиот, и Тетовскиот универзитет кои што се во делот на државните и имаат 3 годишни. Значи ние сме 4 годишни правни студии со можност за едногодишни магистерски студии. Она што го нудиме кога ќе завршат 4 годишни студии, значи нашите студенти добиваат 240 кредити со кои што веќе можат да се вклучат буквално во секоја правна професија. Доколку сакаат надградба, како што споменав пред малку, правосудниот испит, за да можат воопшто да го полагаат, име опција со 300 кредити. Значи тоа го возможуваме со вториот циклус на студии и понатаму веќе ги оставаме во раците на Академијата за суди и јавни обвинители, доколку сака да продолжат и натаму. Што се однесува па до политичките науки и дипломатија, тоа споменав е нова програма и таа е од типот на следење на оние, како да кажам, нови движења во општеството. Значи, политичките студии генерално секогаш одат со правните студии и во наше време кога студирав обично правото, политиката и политичките студии, новинарството беа групирани на истиот на правните факултети и таа ни беше идејата, таа ни беше и концепцијата дека е добро да им се понуди една алтернатива. Знаеме дека правните студии се поатрактивни, меѓутоа зошто да не? Кога имаме капацитети, имаме професори, имаме можности и просторни, и технички, и секакви, зошто и да не понудиме нешто пошироко? Дипломатијата е секогаш атрактивна, сега знаете дека веќе и во нашите амбасади тенденцијата е да бидат дипломати од кариера, ние тоа го возможуваме, нашата студиска програма е квалитетна и во тој дел и верувам дека интересот следните години ќе биде се поголем и поголем. Имаме интерес и за почеток, меѓутоа очекувам во наредните години да имаме поголем прилив на студенти и на ова насока. Добро, кога ќе се каже дека секој почеток за било што е така малку тежок, предпоставувам дека и тука се работи истото, значи добриот збор треба да се слушне насекаде, искуството на студентите кои што се веќе запишани на таа студиска програма да се расшири кај нивните помлади колеги, веќе ги речеме, па како што кажувате и самата во наредниот период, еве ги очекуваме во поголем број нова студиска програма. Така, да, поентата е да излезат првите генерации, сепак сме во зароди што се вика во оваа насока, но кога веќе ќе излезат првите дипломци од овие насоки, тогаш сигурно и видливоста ќе биде поголема и сигурно ќе има поголем интереси за политичките студии и дипломатијата. Во оваа прилика само уште на кратко да кажеме дека тоа се студиските програми на вистина прв, втор, трет циклус, но она што им го нудите на студентите, тоа и таа практична настава, што може да ја извршуваат. Имате склучено меморандуми или договори за соработка со голем број институции каде што ќе можат на лице место што се вели да видат како се обвива работата, да ги црпат знаењата практични и оттаму, што секако им оди во прилог. Да, тоа е можеби најважниот дел во студирањето на секој студент. Сметам дека теоретската настава е важна, многу е важна, меѓутоа кога тоа ќе се преточи во практиката, тогаш е всушност постигната целта. Токму затоа и во нашите акредитирани програми на прв циклус студии ние задолжително во секој семестар имаме практична работа која што се вреднува со одреден број кредити. Тоа значи дека мора да се посетува практичната настава за да може да се добијат потребниот број кредити за да може воопшто да се заокружи тој семестар од академската година и плюс тука ние, значи, она задолжителна практична работа 30-дневна, што е сега во овој период веќе започнаа нашите студенти да ја реализираат, таа е 30-дневна практична работа во судовите, обвинителствата, кај адвокати, кај извршители, во фирми, значи буквално оставаме можност нашите студенти да се изјаснат каде сакаат, ние им ги склучуваме договорите, ги упатуваме таму каде што треба, им овозможуваме лица за контакт од наша страна како факултет и од институцијата каде што се пратени и во тој временски период, значи кој што со закон ни е и нас наложен како факултет да го определиме и да им го овозможиме, тие
тие посетуваат практична настава. Сега денови баш вчера бе во контакт со судот во Кичево да видам докаде е праксата во Кичевскиот основен суд. Ме известија и студентите се задоволни, значи таа група што во моментов таму реализира практична настава се задоволни, посетиле голем број судења, запознаени со соработењето на сите поединечни оделенија во судот, значи се она што на некој начин во иднина ќе биде нивна професија, тие веќе го имаат видено буквално од прва година, значи обврска за практична настава е од прва до четврта година, нема исклучоци во тој дел. Истото тоа се однесува и на студентите во Битола и тие веќе дел кои што изразија желба се делегирани во судот во обвинителството, дел посетуваат и практична настава кај Народниот правобранител. Споменавте дека имаме склучено меморандум и за соработка со голем број институции, сите тие буквално се отворени за нашите студенти. Некаде помали групи примаат, некаде поединци примаат, 1-2, зависи од капацитетите какви се, но постои опција за ротирање, значи одреден период да се биде во судот, па потоа да се појде во адвокатска канцеларија, кај нотар или како изразат желба студентите, значи имаме опција за се снаоѓаме, успеваме, имаме поддршка од сите институции во регионот што го споменав, значи буквално сите судови ни се, со сите имаме склучено соработка, со општините во овој регион исто така имаме склучено соработка, значи отворена е вратата за нашите студенти секаде каде што сакаат да реализираат практична настава. Доволно е само да изразат желба и ние понатаму ги преземаме работите и се ќе биде онака како што треба. Значи ќе бидат упатени во целокупната работа за правник, квалитетен правник да бидат во иднина. Ќе направиме сега уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Почитувани, останете заедно со нас. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари.
Јако, јако. Деканке Велјановска, сега во овој трет завршен дел од разговорот во емисијата за Универзитетот отворено, некако по обичај зборуваме за она што значи меѓународна соработка на факултетот, она што значи дополнителни активности кои што им се нудат на студентите, а кои што секако им одат во прилог во нивното градење како во случај активни правници. Но ќе започнеме со меѓународната соработка и таа ви е доста богата. Неретко слушаме дека ваши професори биле на визитинг предавања, биле гости некаде, но и ваши колеги од други факултети, од други земји, доаѓаат тука, а сето тоа повторно благодарение на таа соработка која што веќе сте ја воспоставиле и ја обновувате. Точно така, и во тој дел можам да се пофалам дека имаме солидни успеси. Споменав пред малку бројна екипа сме, голема бројка на професори сме на факултетот, меѓутоа секој од нас во својата област има воспоставено многу солидна соработка со колегите од регионот, но и пошироко, од цела Западна Европа, ако можам така да кажам, па дури во источните земји престојуваме од време на време. Тоа е како резултат на активноста на Центарот за научно-истражувачка работа. Тоа е всушност една од нашите организациони единици која што најпрво е формирана на некој начин и од неа всушност произлегуваат сите овие активности во делот на научната, на истражувачката дејност и тука во дел е вклучена и издавачката дејност на факултетот. Пред 6 години ја организиравме и нашата прва научна конференција, значи меѓународна научна конференција која што е година веќе 6-та година, на есен прилика ја организираме во теке повикот за трудови за сите оние кои што се заинтересирани. Темите генерално се широки, главниот наслов ни е кон подобра иднина, а потоа секоја година се дава некоја подтема која што е специфична за тој временски период во зависност од актуелните состојби и од предизвиците. А во делот на, како што веќе споменавте и вие, наше присуство на меѓународни настани и гостувања на нашиот факултет, можам да кажам дека значајна улога има Центарот за професионална обука и кариерен развој, кој што всушност во тој дел имаат активности во делот на спроведување на обуки, на семинари, стручни советувања, кариерна поддршка на заинтересирани субјекти, значи од стопанството и слично, значи сите тие работи се овозможени во рамките на овој Центар за професионални обуки и кариерен развој. Исто така имаме и оделение за клиничко правно образование или популарната правна клиника, која што е позната под овој скратен назив помеѓу студентите, и таа е всушност она која што е насочена кон подготовката и реализација на практичната настава на студентите, но и приближување на нашите студенти кон секојдневните проблеми со кои што утре како правници ќе се соочуваат, значи без разлика во која и да е сфера да работат. Кога се зборува за правната клиника, тука треба да напоменеме дека секоја година се земат нови студенти, веќе од втора година натаму да можат и тие да станат дел од правната клиника. И новина пред некоја година што сте и регистрирани како беше како субјект кој што навистина може да дава бесплатни совети, правна помош, и тоа извонредно работи. Точно така, значи правната клиника е самостоен субјект, ако можам така да кажам, кој што функционира во рамките на правниот факултет, но како собствена единка, и таа може да дава правна помош. Целна група и се, значи сите загрозени категории на граѓани, еве во оваа година ми се чини ромската популација во една населба во Битолскиот регион беше опфатена, значи оние проблеми кои што тие не можеа да си ги решат самите, а знаеме дека поради финансиски причини не можат ни да си обезбедат адвокат за правна заштита. Нашите клиничари, така ги нарекуваме студентите кои што членуваат во правната клиника, им обезбедуваат совети, правна помош, консултациите со нив се бесплатни, значи имаме и позитивни ефекти од нивното работење, значи одзивот, заинтересираноста на студентите во делот на правната клиника за да работат активно е голема, и затоа мора да правиме и селекција буквално, секогаш се одбираат најдобрите студенти и настојуваме, значи, кога
ќе бидат вклучени во делот на работењето на правната клиника, да ги изразат сите своји потенцијали, односно да дојдат до израз сите нивни квалитети на овие наши студенти. Добро, клиничарите, како што ги нарекувате, нели, освен тоа што треба да имаат совладано веќе материјата со која што работат, она теоретска, им се организираат и средби со адвокати, со суди, со обвинители, се нели да бидат во тек со се она што се случува, за да можат и тие нели да ја дадат помошта онака како што треба. Че граѓаните да не се плашат, тоа се навистина студенти, но се добро обучени, навистина ќе им ги кажат работите онака како што треба. Точно така, значи членовите на правната клиника најпрво имаат квалитетна теоретска обука, како што споменавте, следење на новостите во законските измени, комуникација со адвокати, со суди во делот на оние предмети кои што потенцијално би биле предмет на нивно работење со евентуалните клиенти, значи оние кои што би ги застапувале или на кои што би им понудиле правна помош, и за понатаму сите тие, најпрво значи тие се доедуцираат, па понатаму тоа го пренесуваат пред јавност, односно оној кој што ќе побара помош од нивна страна. Сега во ова прилика мораме да го споменеме и клубот Титус Флавиус Орестес на правниот факултет, кој што постојано не радува и не изненадува со високи места на надпреварите кои се организираат за судења, нели, пред Европскиот суд за човекови права, и оваа година, нели, 22-23 академска зборувам, од надпревари се враќаат со високо освоени места. Точно така, не само ова, туку и минатите години, значи секаде онаму каде што учествува Титус Флавиус Орестес е представен на највисоко можно ниво и секогаш се враќаат со најпофални зборови од местата каде што престојуваат и со највисоки награди и признанија. Значи станува збор за еден специфичен надпревар, ако можам така да кажам, бидејќи Европскиот суд за човекови права не е обичен суд, значи овој што го изучуваме ние во нашето студирање, значи не е она основно судство или првостепено, второстепено и третостепено судство што го имаме во нашата држава, туку едноставно откако ќе бидат исцрпени сите можности да се заштитат човековите права во матичната држава, тогаш дури се оди пред Европскиот суд за заштита на човекови права и тоа е всушност симулација на едно такво судење. Значи овие наши студенти, обично групата е по 5, 6, 7 студенти, значи отприлика таа е екипата која што оди на ваквите надпревари. Инаку нивен иницијатор и организатор е правниот факултет од Ниш. Тој е оној кој што всушност го вклучи Титус на некој начин во овие надпревари и веќе во изминатите 6 години, колку што се сеќавам, 6 години се постојано присутни нашите студенти. Некои од нив и по неколку пати, значи има стекнато солидно знаење и учествувале на повеќе вакви надпревари. Некои се почетници и обично така настојуваме, значи во секоја таква екипа да има и поискусни и понеискусни, за да понатаму така, и таму може да се биде учесник само ако сте студент на некои правните факултети. Така да сите они што ќе излезат веќе не можат понатаму да бидат членови на клубот, но може да бидат поддршка, може да бидат ментори на некој начин, да. Добро, вашите студенти токму од клубот Титус Флавиус Орестес се и првите амбасадори на УКЛО, кој што таа благодарница им беше доделена нели од страна на ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, и како знак на благодарност за тоа што не представиле во вистинско светло, но и голема сатисфакција за студентите кои што беа таму учесници. Точно така, оваа година беше значи надпреварот во Ниш и јас како деканка бев присутна таму заедно со професорката Ангелина Станојовска, која е нивен ментор од самиот почеток, координатор на овој клуб, и студентките, 6 студентки беа оваа година, значи дел од нив беа по неколку пати, мислам повторно се враќаат, а 2 беа од нив почетнички и навистина со многу достојно не представија. На неколку места бевме први во надпреварите, па дури да биде малку и субјективна, понекогаш и некои други ситуации решава, но јас сум навистина горда на сите наши студентки кои што настапува на овогодишните надпревари за симултано судење, бидејќи навистина не представија во најдобро можно светло. Значи буквално беа идеални, перфектни беа во тој ден. Амбасадори на УКЛО еднаш, амбасадори на УКЛО секогаш, се вели. Се надевам дека и понатаму, кога и самите нели ќе започнат да градат таа професионална кариера, тоа доста ќе им значи. Сигурно, значи секое искуство, секое животно искуство, а посебно во професијата е значајно. Значи ги гледав како беа
насочени кон подготовка на одбраната или кон подготовка, значи имаше два дела, во едни делови ја представува државата, значи беа како представник на државата, во друг дел од треба беа представници на загрозената страна, значи на оној кој што требаше му беа прекршени неговите човекови права, значи едната и другата екипа, по 3 члени беа овие две екипи, значи буквално сесрпно се бореа да ги заштитат интересите, дали на државата, дали на граѓаните на кои што им беа повредени правата, и беа буквално внесени во улогата. Предметот беше прекрасно научен, прекрасно совладан, сите законски аспекти беа разработени на секој начин, членовите од Конвенцијата за заштита на човекови слободи и права, значи беа разработени до максимална ситница и како што кажувате амбасадори беа буквално на уклон на правниот факултет во максимално можна мерка. Ни останува уште кратко време за емисијата и сега сосема за крај само да кажеме дека имате во последен период извонредна издавачка дејност, истражувања што ги работат вашите професори, се објавуваат како монографии, но и учебници кои што секако им одат во прилог на студентите. Да, тоа е исто така важен дел од работењето на правниот факултет. Споменав пред малку, значи дел од издавачката дејност на некој начин ја реализираме и преку Центарот за научно-истражувачка работа, но и индивидуално преку Наставно-научен совет, значи колеги кои што работат на проекти, значи ги поминуваме сите оние фази кои што се потребни да се процесуира тоа, да биде издржано и да биде подкрепено со соодветна документација и на крај да излезе како истражување од страна на правниот факултет Кичево. Последнава година, пред минатиот месец, мисля, че ние имавме една промоција на истражување во делот за народниот правобранител. Минатата година имавме едно истражување кое што се однесуваше на сексуалното насилство од колегите кои што работат во тој дел. Значи, во тој дел на вистина се работи во делот на истражувањето. Во делот на учебникарството, најголем дел од професорите, можам да кажам дека си имаат учебници по нивните предмети, оние за кои што се избрани, си имаат собствени учебници, значи генерално се работи по учебници од матичните професори, значи повеќе не се користи литература од некој друг универзитет, факултет и слично. И веќе полека се комплетираме, што се вика во тој дел, значи од 40 на предмети колку што ги имаме во тие 4-годишни студии на нашиот факултет, најголем дел веќе се и покриени со учебни материјали, помагала, прирачници, за да може наставата да се следи успешно без никакви проблеми. И сега останува на крај уште да слушнеме вашата порака за младите, за оние кои што знам да кажам се на крстопат каде да го продолжат своето високо образование. Што ќе им кажете после се ова што го кажавме? А кажавме доста работи на вистина за правниот факултет. Да, кажавме доста работи. Јас би сакала само уште да споменам уште неколку наши организациони единици, да не ги занемариме нив. Значи тука е оделението за ИКТ подготовка на правници, кое што всушност е наменето за обука на правниците, на нашите студенти, за тоа како да го применуваат информатиско-комуникацијската технологија во нивното работење. Значи како поедноставно да манипулираат со тој дел, за да им биде се натасна што се вели на компјутер, сите документи, сите, не знам, барања, договори, се оно што е, да го имаат како тер, како образец. Потоа една новост која што ќе се обидеме во наредниот период да ја активираме, тоа е школата за стручно усовршување на правници. Таа ни е, значи, регистрирана, а наменета ни е за обука на учесници во областа на правото и е наменета за студентите од сите правни факултети во држава, но и за сите оние лица кои што имаат стекнато стручен назив дипломиран правник. Значи станува збор за стручно усовршување, за специјализација во некоја одредена материја доколку е потребно. Значи тоа планираме да го заживееме веќе од следната академска година. Другите веќе ги споменав, значи Правната клиника, Меѓународната конференција, Центарот и Центарот за професионални обуки и развој и нормално Центарот за научно-истражувачка работа. Сега, во делот на пораката, во делот на обраќањето, кое што би сакала на крај да го упатам кон сите оние матуранти кои што сега се во дилема каде, што и како да студираат, би сакала да им порачам дека правниот факултет е избор кој што доколку се направи нема да биде никаква грешка. Зошто го велам тоа? Затоа што ние како правен факултет имаме мисија
и како приоритетна наша обврска е супериорноста. Значи, ориентирани сме кон своите студенти, сакаме да мисијата која што ќе си ја постават пред себе да им помогнеме да ја оствара, значи да ги водиме во патот кон правото, не да им го наметнеме нештото, туку она што самите си го поставиле како цел да им помогнеме да го оствара, значи да ги водиме кон тој пат за подобрување на нивните квалификации, на нивното познавање на правото, на нивното владење на правото и на нивното применување на правото. Тоа е можеби најважниот момент во тој дел. Нудиме, значи, прилика, нудиме можности кои што треба да бидат препознаени, имаме капацитети, имаме и ресурси, и технички, и просторни, и од аспект на кадар, и верувам дека тоа ќе биде препознаено од матурантите. Ние во изминатиот месец април, мај некаде пред завршувањето на матурантите ги посетивме најголем дел од гимназиите и средните училишта во овој регион кој што го спомена во југозападниот регион и имаме солиден одзив, значи имаме солиден интерес за запишување на нашиот факултет и верувам дека и во наредниот период ќе успееме да бидеме атрактивни и да имаме доволен број на студенти на сите три циклуси. Значи не само на првиот циклус, затоа што ни се важни и вториот и третиот циклус, не само за домашните студенти, туку и за студентите од надвор, за странските студенти. Јас ви благодарам за одвоеното време што денеска бевте заедно со нас и со нашите слушатели. Ќе ви посакам добро здравје, успешни уписи и секако успешна нова академска година потоа. Благодарам и јас за вниманието и за времето кое го отстапивте да го представиме Правниот факултет од Кичево со дисперзираните студии во Битола и Струга. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој, кали да одиш секогаш ќе останеш мој, само мој, која и да дојде нема да те има за свој, секогаш мој, до небо, небо високо, од небо до дно.
И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Ко за инат, пред мене ке се појави за инат, само да те видам, а мислев имаш некој други, ме заборави, ти сама се уште си била. Признавам, ниту ден не заборавив на нас. Признавам, покрај се ми беше ти во мисливе. Признавам, немав не сила да те побарам. Со тебе и без тебе тешко е. Слободно продолжи по патот кој те води, не стои пред мене, оди си. Слободно продолжи и немој да ми збориш, ќе глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си, оди, оди, оди си, оди, оди, оди си. Твојот поглед тивко пак ме убива, твојот поглед се ми кажува, а мислев имаш некој други, ме заборави, ти сама се уште си била. Признавам, ниту ден не заборавив на нас. Признавам, покрај се ми беше ти во мисливе. Признавам, немав не сила да те побарам. Со тебе и без тебе тешко е. Слободно продолжи по патот кој те води, не стои пред мене, оди си. Слободно продолжи и немој да ми збориш, ќе глумам дека не се појави. Слободно продолжи по патот кој те води, не стои пред мене, оди си. Слободно продолжи и немој да ми збориш, ќе глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си, оди, оди, оди си, ќе глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си, оди, оди, оди си, ќе глумам дека не се појави. УКЛО ФМ Битола, јуни 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ Битола. Избери квалитет, избери традиција, избери го УКЛО. И слушај УКЛО ФМ Битола 90,8 МГц.